Заврши изградбата на социјалната стамбена зграда во општина Пробиштип, во која треба да се сместат 48 семејства, ранлива категорија граѓани. Вкупната инвестиција на општината заедно со Министерството за транспорт и врски е 68,8 милиони денари. Денес сме тука заедно со директорот Трајковски, со градоначалникот Анастасов на увид на социјалната стамбена зграда, која се изгради во рекордно време, во рекорден рок и представува стамбено решение за многу социјално ранливи семејства од општина Пробиштип. Социјалните станови се завршени, техничкиот прием на зградата ќе биде направен наскоро и таа потоа ќе биде подготвена за распределба. Социјалните станови ќе бидат распределени во транспарентна постапка преку електронска распределба согласно методологијата за бодирање на кандидати за добивање социјален стан под закуп. Новите две ламели кои ќе вдомат 48 семејства од општината драстично ќе го намалат притисокот и проблемите околу стамбеното прашање. Навистина убаво е чувството кога се заврши било каков проект кој што значи подобрување на условите на нашите сограѓани, особено ваков проект кој што навистина многу значи за Пробиштип, да има можност, како што каже министерот и директорот, после завршувањето на локалните избори, да веднаш започне распределбата на овие две ламели или социјални стамбени згради во Пробиштип кои што ги доби овој период. Новата стамбена зграда во Пробиштип е изградена согласно предвидените рокови. Она што направивме во делот на обиколката на оваа зграда, можевме јас и министерот и градоначалникот заедно да се увериме дека сето она што е предвидено да се направи е веќе направено. Како што кажа министерот, се работи за 48 стамбени единици кои во наредниот период после локалните избори ќе бидат доделени на сите оние граѓани кои што заслужуваат стамбени единици од ваков тип. Освен во Пробиштип, социјални станови се градат и во општините Кочани, Виница, Пекчево и Свети Николе, а наскоро ќе се започне со нивна изградба и во Штип.